Да. Чекајте малце публику да направиме шер, да го пуштиме стримот на нашите страни, фан страни, пејџови и така натаму. Дај го гостинот, он е поубав од мене, вака нека го гледаат. Жени распуштеници, предпоставам дека ќе се возбудат. Почнавте? Ти си знаеш. Ќе ја се наместам тоа што. Па наместени се. За жени да се возбудат и друго. Па добро се, лично момче си сега, што да правиме? Лично момче македонче. Само за наоро. Како беше она, се тепале на оро да се фатат до тебе. Така? Да, да. Отидоме во живо. Леле, колку сакам кога си ја емисијата си ја она бомшел и прам, затоа што никому уште не му е јасно, сите глумат лудово дека телевизијата не постои, дека е ова, како ти кажам, мејкап на леш. Ова глумят уште нешто дека се ово, она, вамо и тамо. Нема везе. TikTok е више, YouTube, Facebook. Петар Богоевски, алијас Бунтур, вечерва е гостин во мојата емисија. Добро вечер, добре дојдовте официјално. Добре најдов, здрави живи. Благодарам на покана, на честа да бидам дел од вашата емисија обновена, Мошне, освежена. мошне. Се надевам дека ќе имаме квалитетен настап за да граѓаните дополнително дознаат нешто околу плановите за оваа изборна кампања. Да, активни сте со вашиот проект Македонски концепт, излеговте неколку пати во јавност периодов и па сега, нели, успешноста на настапот ќе зависи од вас и колку поише ќе ме затнеш мене да не зборам, толку подобра ќе биде емисијата, тоа ти го гарантирам. Значи ја да се потрудам да ти го земам правото на збор. Тоа би било совршено. Ама ако задремам да не ми замераш. Не ти замерам. Години се више, не од друго, не дека си ми досаден. Океј, Македонија влегува во една фаза, дури и светот, но не би дал ја во овој момент анализи меѓународни, иако она што се случува во Америка ќе биде од клучно што ќе се случува на планетата, поточно смената на администрацијата во US of A, падот на демократите, а од друга страна кај нас е веќе неизвестно, веќе можеме честитки да испраќаме дека честитки за испраќање дека оваа власт конечно заминува, фала Богу, Бимбер и Ќатварсан не повторила се. Заминува и дека ќе дојде дефинитивно промена на власта. Тоа што повели. сум алијас Бунтур. Од кај ти е тоа Бунтур, бе? Ме потсети на еден слоган за изборната кампања 1998 година. И викаш рекламата вака: промените се природна појава. На Македонија и требаат промена. Добро. Промени за достоинствен живот. Добро. Бунтур од кај ти е? Тоа нема да заборавам од главата. Сега Бунтур прекарот е од прадедо. Добро. Значи, еден од првите бунтури е... Што е тоа Бунтур? Па прекар... Бунтур е прекар. Веројатно е бунтовник. Аха. Прекар е на прадедо ми кој бил ополченик, борец во ослободителните војни на Одрински фронт. Дома имаме и златен медал ополченички од неговата борба за Македонија. Партизан бил? Не, ополченик зборам од Прва светска војна. А за Прва светска војна? Да. Добро, кажи ми нешто за него. И овие што сака да ме понижат ме нарекуваат Бунтур. Добро, И зошто? се, па они мислат дека ме понижуваат со тоа, Да, Бунтур. ама тоа ви е прекарвам. Ама нас не е гордост. Не само прекар, тоа не е идентитет фамилијарен, тоа не е гордост. И сини го викаат Бунтур. Дедо ти се викал Бунтур, име му бил или Димитар, прекар му бил? Димитар Миту
Бунтур, Богоевски Бунтур. бунтур, да. Така. Ми ту го викале во Крушевчани, неко крстено име е Димитар. А дали имате податок И од ние каде сме- бунтур? Што ние е сме- од бунтовник, пардон, Да, реков. ние сме после Богоја, на кој се презиваме Богоевски, ние сме сите со ред по машка линија Петар Димитар, Петар Димитар, Петар Димитар и на крајот јас син Кирил. Значи само јас ја прекинав линијата Петар Димитар. Панкер, Инаку што сме да ти кажам, колку генерации ребел. назад Петар Димитар бунтури. И тоа нас не е гордост и мене беше смешно, неколку вчерашни момчиња што сакаа да ме понижат на политичка основа, се запнале Петар Богоевски звани бунтур. Да, гордост на семејството ние на Димакот бунтур. Кажавме за 98, кажавме за бунтурот, сега да кажеме за Америка. Јас Сакаш една- да идеме први меѓународно ова? Само накратко. Ја би сакал Накратко, да се случат не е за промени. накратно. Би сакал да се случат промени во Америка. Зошто? Бидејќи мислам дека доколку продолжи, јас не го нарекувам тоа либерализам. Либерализмот е десничарска идеологија која на времето Да не мешаме либертаријанство и либерализам. ништо не мешам. Барем докторат сум напишал за доктрините политички. Либерализмот е десничарска идеологија. Таа, како прогресивна идеологија, не може да му се даде да ја користат будализмов денешен. Јас му дадов македонски збор лудизам, будализам. Тоа на англиски не знам како да го преведам. Фулизам. Меѓутоа, сегашното управување на таа, ја викаат некој неолиберална диктатура, предизвикува сериозни проблеми на во светски рамки. Прво, поентата е што ти не сакаш да ме види, ти не сакаш, како беше она што кажа Маск, многу убаво го заборавам стално. Кој? Елон Маск. Значи, на нив како беше она, не им смета слободата на говор, туку им смета тоа што ние го говориме. Значи, смета оно што ние го кажуваме. Тоа е проблемот. И премногу ми смета тоа замолчување. Ако Јанко, јас вечерва во оваа емисија некого навредам, тебе те навредам, имаш право во граѓанска постапка демократски да ме тужиш за клевета, навреда и да ме решиш, така. Но не можеш да ме спречиш да кажам тоа што го мислам. Што во социјалните мрежи се ставија милион алгоритми, милион artificial решенија, кои ти се, како да кажам, внимаваат на секоја можна објава, на секоја можна слика, на секој можен збор. И јас дури, како докажан антипутинист, го објавувам Путин на слика, ама со текст, во кој го кудам, го критикувам. Они не ми даваат на Фејсбук да се сподели, бидејќи сметаат дека го факторизирам Путинче. Мене истото И ми го тоа е- направија фан страната, например, моја, Јаде Бурека, што ми е најмногу следбеници, околу 60-70 илјади, не знам точно, ми ја банира баја ги време, бидејќи објавив, кога беше со бугарите, фотографија од вестник бугарски, кој бугарите си го објавиле, цар Борис со Адолф Хитлер сликани. Историска фотографија од вестник и ја објавувам и ме банираат. Да се чудиш во тој поглед, јас успеав да ги направам сите можни верификации на акаунт, уште број на гајки не им дадов на Фејсбук за мене, скенирав лична карта, возачка, Брисо пасош, Данус ке ти бараат. извод од родени, уверение за државјанство, на нотар за верифизјава, со која нотаро потврдува дека лицево е Петар Богоевски. И таа ја прикачив. Едва ми дозволија full verification, Добро. акцес, и замисли сега ми викаат немаш деклайнер. Му ставам адреса кај што живеам, вика не се препознава адресата. Им ставам адреса кај што е партијата, не се препознава адресата. Бирам адреса на Народна банка, не се препознава адресата. Бирам адреса на влада, не се препознава адресата. Па добре луѓе, ако тој Фејсбук не може да ја препознае адресата на владата и на Народна банка од Македонија, онда што може да препознае? Тоа мислам дека е така направено
Има една екипичка тука во Скопје, замешателска, кој ги убија пари земања Америјеве европјанците. Не е во Скопје. И ништо не прават против тоа руско влијание. А уствари, да, има во Скопје. Има, Јанко, има. не ми кажи на мене сега, да не те навредам сега, се смејам. Значи, Јанко, ги знам му дечките. Да, ги Сега, објави Јанко, Златев скоро пред некој Сега, време. како да ти кажам сега? Дечките ги убијал пари земања Америјеве европјаниве, европјаниве, кога ќе се бореле против руски фейк њуз, абе тие ги факторизираа русите. Ради нив, руското влијание е постигнало во Македонија. Такви неинтелигентни момци, такви неспособни момци, такви не знаат да се борат, а знаат само да глумат некаква се интелигенција, сите со трето ноќно, катаклизма е ситуацијата. Остаje што нас, ради кампањата на Трамп, не фрлија во црна сенка на социјалните медиуми или Македонија исклучија од све. И од она, како се викаше, инстант артиклс претходно. Ради знаеш она скандал со Велешани. Не можам да те разберам што сакаш да ми кажеш со Трамп. Па нели имаше афера дека од Велес имаше подкрепа фейк њуз кампањата на Трамп во Америка од Велес. Добро? Ради тоа Македонија исклучија од сите можни оние препвати, вклучувања, заработка преку мрежи и чуда. И сега ние не банираше Европа. Босна извадува пред нас. Не банираа социјалниве медиуми. Не сметаа да сме некое парче од Судан. Не банираат банкарскиот систем во светот. Свифтот не бе функционира Свифт? Не во таа смисла. Абе ние на банка не доаѓа тука да не простетли малце, да ни дај воздух да земеме. Се лихварство кај нас. Не бе, зашто? Душе не извадува. Еве имаме НЛБ, имаме... Ние станавме Имаме комерцијална... Ние станавме слепо црево во светот, во секоја смисла. Знаете, ќе го носеше нели Фејсбук и кој ќе носеше друг тука во Македонија. Значи ние станавме место европски ориентирана земја, станавме слепо црево и сега се толку е тешка состојбата на која треба надчовечки напори да се нормализира. Надчовечански. Надчовечански, да. Да се нормализира, говориме сега. Не говориме за некој си сериозен скок во далечина. Што значи таа нормализација според мене? Таа нормализација е... Чекајте малку. Вака се прво само да кажеме. Facebook е приватна компанија. Ја поседува тип како мене, како тебе и си ставил такви правила. Абе кој знае дечкото? Така е, нели? Зашо се однесуваме? Мене ми е многу окей. Он се определил политички да ја држи таа страна. Не. Јас се љутам на секаков тип на забранување на слободата на говорот и мислење. Тоа е така. Ама он не е дел од Обединети нации каде што е обврзан, но затоа имаш Рамбл, имаш други социјални мрежи кои што ти дозволуваат да го збориш. Зошто ние? Извини малку. Гледам нон-стоп, нели, Бил Гейтс бил ваков, овој, кажи го на Фејсбук, се блокира. Он бил таков. Каков е таков е? Абе, каков е таков? Прво, да не се овие двајца нема Значи, дослушајме. Нема од кај да ни идат муабетите што ги теравме вака. Да не ме сватите погрешно. За да те критикувам јас на кој начин ти ја водиш емисијава. Јас прво треба да имам подобра емисија од твојата и да ја водам подобро. Не мораш. Не се слагам. Не е точно. Може секој. Куче од улица може има право да ми ја критикува емисијата. Затоа немаме држава. Тоа се вика кредибилна критика. Ја треба да имам претходен кредибилитет за да упатам критика кон некого. Сега ќе ме натераш монолог да одржам еден. Сега некој човек со сериозно образование дава некој X решение за некој реален проблем во земјава и му се нафрлиле како кучиња да го лаат луѓе кои едва ја разбираат да се потпишат. Олека бе луѓе. За да прво треба да научите да следите мозок, разум, образование. Второ, сите барат лидерство. Ама сакаат да му кажат на лидерот како да работи, а не да го следат лидерот. Па тоа што нема да биде лидер ако му кажувате вие како да работи. Че ние македонците ни се тераме, ни се водиме. Треба да имаш кредибилитет за на некој
сериозно поткован човек во некоја тема, да му приговараш. Вака, како новинар, да ти сега, кажам, да го спојам, не, да го спојам уште со Фејсбуков и ги завршувам. Само тоа зошто беше поентата, да поентирам. Ако јас го критикувам путинизмот, кинеското поведение на забрана на слободата на вестите, и јас, за да имам кредибилитет, морам да ја критикувам и тортурата од будализмот, од лудизмот, која се случува во моментов. Инако не сум кредибилен и меѓународно и домашно. Не сум објективен. Океј, се издиши малку, за да ги добиеш Повели, останатите од мене саат имаш и пол. 5 минути. Thank you very much. Вака, како дел од новинарската екипа, кога бев у новинарското здружение, чии основач сум, ама сега, нели, бидејќи стана работа за перење пари и мешетарење на 1-2 луѓе, вака, на неколку состаноци од Европската Унија и имаше неколку добри предлози од наша страна. Демократијата подразбира и лоши, и погрешни, и точни, и неточни работи. Сакал или не ќел? Тоа е и мој став. Демократијата не инсистира да биде прецизна, точна и изфилтрирана. Ама демократијата подразбира да имаш одговорност за тој бурек што ќе го изедеш. Точен или не, да си сносиш одговорност, да не се криеш зад партија, зад агенда. Втора работа, како да натераш луѓето кого да слушаат. Така, некој јаде бурек, невалиден. Некој, зошто и невалидниот да нема право на глас? Но, постои нешто што го имаат врвните медиуми и тоа можеше да се одрази и во социјалните медиуми. А тоа е верификација. Добиваш што имаат лекарите? License to kill. License, така. Значи, Иако те убие, така да значи, и новинарот треба да добие. Јанко е класа С новинар и како таков си добива класа С легитимација. И Јанко може да збори, а тој што не го знае, на крај ќе види. Јанко Илковски класа С. Аха. Али Жут печат. Бунтур е врвен новинар. Класа А. Нему му, да, он е класа А, он е верифициран, он го има тоа и неговиот глас, он е на прва страна на вестникот, јас сум на предпоследна, кај крстозборот. Дали ме разбираш тоа? Значи, така, на таков начин, прво се создава име, се создава одговорност и се создава кому ќе му верувате. Не можеш да затнеш, како викаш, не сакам цензура. Ни ја не сакам, ама кога нема цензура ќе слушаш и Трамп и Бајден, и ваксери и антиваксери, и теории на заговор и вистина и наука. Не може поинаку да биде, ама не само вистината. Ало. Не постои, тоа е перцепција. Сега евангелијата се 4. Да. Епа, Да. повели сега, тоа беше мојата тирада. Од кој евангелист бил во Македонија. Значи, види, дополнително на ова твоја теорија можеме да дополнам дека демократијата има уште еден дефект, а тоа е еден сериозно цивилизиран германец. Пази, германите биле диво племе спрема римјаните, нели? Но денес германците се сериозно цивилизирана нација. И тие се соочуваат сега со наплив на бегалци, кои живеат во 16 век. И имаш судир на една Германија, која уште не започна салам 21 век, они веќе се подготвуваат да зачекорат со некои работи во 22 век. И имаш по улици полно бандити, муџахедини, кои живеат во 16 век. Демократијата дава право на глас и на тој што подготвува најнов тип на лек со кој ќе се победи чувството на глад кај човекот, да има еден глас, и некој бандит дојде на Сомалија да има еден глас. Тоа не знам дали постои демократско, да не бидам сватен погрешно, не сум расист, меѓутоа, дали ќе се најде некој апдейт на демократијата од Сократ и од Платон, да некако ја надоградиме и да направиме нешто во кое типот кој живее во 16 век нема да ги има истите
не граѓански права, нека ги има истите права да ги ужива во смисла во слобода лична и така натака. Меѓутоа нема да ги има истите права да одлучува за иднината на републиката, на државата. Многу е опасно ова што го Затоа збориш, што- ова веќе мириса Затоа на што и во на расизам. на Затоа што расизам или тоталитаризам То- или фашизам. Те разбирам. бидејќи А во од друга страна и во потполно Македонија разбирам. имаме и во Македонија имаме наплив на косовари кои добиваат македонско државјанство, кои ја мразат оваа Македонија, кои ја чувствуваат како држава против која војувале. Пази, они ослободуваат убици на македонски деца во Косово. Им даваат слобода. А они се под обвинение по меѓународна потерница. Значи, јас за да ослободам човек кој убил дете во некоја земја, јас треба до тој степен тебе да те мразам. Па не знам кого да те мразам за да ослободам убиец на дете. Сега као Турција да го ослободат онај монструм од Паучо, замисли. Тоа го прави Косово. Ги ослободи убиците на децата од Семилковско езеро. И тоа на тие типови дојдени и тука со македонско државјанство, ние им даваме полна демократија да одлучуваат исто како Петар Богоевски. Он има дури поголеми права од мене. Пошто сега Петар Богоевски припадник на македонскиот етнос, во моментот мојот етнос е подчинет, ние сме измеќари во собствена куќа, сме под кирија, а он од Косово е газда, он е на газдинскиот етнос припадник, албанскиот. И сега јас имам помали граѓански права, лични права и слободи, права пред јавната администрација од некој косовар кој има поведение на 16 век, а во исто време ја мрази мојата Македонија. И таа е една состојба која е неподнослива, не смее да се толерира и мора да предизвика семакедонски одговор за да дојдеме до решение на состојбата во која се најдуваме. Тој семакедонски одговор е обединување на опозицијата и на елементи од власта кои не се среќни измеќари. Има во СДСМ луѓе кои се измеќари, ама не се среќни со таа нивна положба, на нив треба да им се подаде рака. А има луѓе гниди кои се стварно измеќари, среќни се што се измеќари, они се среќни што се подчинете, ги газат, ги мечат овие од Косово, тие се среќни и викаат мога уште појако згазниме, нив не треба да ми се даде рака, тоа треба да се дотолчат. А ова што го направи СДСМ последниве, посебно 3-4 години со измеќарството, е основ за прогласување на таа партија за злосторничко здружение и да биде забранета со закон. А честните домаќини еснав луѓе да се куртуват од тоа здружение. И ние во тоа обединување на опозицијата, во тоа семакедонско обединување и на македонци од целиот свет, на сите кои сакаат да изградиме држава која ќе биде граѓанска, која нема да прави разлика помеѓу човекот по која етничка припадност е, верска и така натака, но нема да дозволи било кој етникус да гази друг етникус или вера. Такви соборци да најдеме и од другите етнички заедници и сите обединети да ги згазиме шовинистиве, верскиве радикали и да направиме држава како што ни доликува и како што треба да бидеме. И тоа беше еден од главните мотиви за кои ние почнавме да правиме обединување на опозицијата, разговаравме со куп партии. Разочаран сум дел од нив, од дел од мои колеги председатели на политички партии, од дел сум позитивно изненаден, ако не влеговме во коалиција, барем станавме лични пријатели. И во таа насока, бидејќи ВМРО ДПМН ја прифати улогата да организира на некој начин обединување на дел од политичките партии кои ќе прифатат соработка, а како носечка опозициона партија, ние им ја предоставивме носителската палка и стапивме во договор за соработка со таа партија и имаме уште две партии со кои се уште разговараме и ги охрабруваме да влезат во платформата, широката опозициона платформа, која на овие избори ќе настапи со едни листи, со едно бројче на гласачкото ливче и нашата желба и тенденција е да се постигнат 61 пратеник за да престанат уцените како прв чекор кон веќе подготовка за втората фаза на победа, а тоа е комплетна промена на уставот и ставање на државава во ред.
тоа Бадентерот не сме веќе да постои тамо. Тоа е страшна состојба, тоа е апартеид, класичен. Тоа е, пази, може да се случи дете Ром, да е вундер, да е најдобриот физичар во гимназија, да заврши првенецна генерација на факултет. И треба да се вработи во институција X, каде што се потребни физичари, или, еве, нека биде електричар, тие се дефицитарни, ги нема како инженери, електроинженери. И сега ние тоа момче нема да го вработиме, бидејќи е Ром, а ќе го вработиме некој зашто е албанец. Зашто така кажал фалсификуваниот балансер. Наштиман согласно дупво фалсификуван попис 2001 година. Неодржлива состојба, која мораме да ја промениме на овие избори сега. И многу често ме прашуваат, абе Петар, абе ти толку многу зборуваше, едно видео споделуват кај тебе што сме разбореле во твоја емисија баш. Каде што јас сум напаѓал некои ставови на една пратеничка ВМРО ДПМН. Толку вика ти многу зборуваше против ВМРО ДПМН, што ти е се тебе ова? Луѓе, ова што го кажувам јас е многу побитно од суетата на Петар Бугаевски, многу побитно од интересот на македонски концепт, многу побитно од интересот и на ВМРО ДПМН и од интересот на Христијан Мицкоски. Тоа е надпартиски и надличен интерес на обединување на максимален број елементи во државата, и поединци, и организации, и политички партии. На агенда, на платформа, која ќе донеси вакви промени во државата, за да станеме нормална држава, каква што денес не сме. И тоа е доволен одговор на сите. Ја не можам да останам роб на интервјуто на Ина. Како се кажува пратеничката Ина Додовска, како се презиваше пратеничката професорка што е на факултет? Да. Ја знаеш како се? Да. Ја заборавив жената. Ина Василевска. Ина Василевска. Она даде една несреќна изјава 2017 година за Српската православна црква. Каде што Српската православна црква ја негира не само Македонската православна црква, туку ги негира и нашите крштеничиња и нашите венчаници. Вика македонците се незаконски антихристи се вика, незаконски крстени и незаконски венчани. И она даде една изјава несреќна тогаш, таа изјава мене ми создаде огромен револт во мене и во твоја емисија тоа сум го коментирал. Нешто што многу ме изреволтирало како човек. Океј, не дослушаме. Зашто? Е сега, дали да останам... Не е тука, она збореше. Не го пушта видеото од секој цел ден од денеска во сите социјални мрежи. Па не си забележал. Затоа го спомнувам. Не она беше гостин кај мене, исто како ти, и она го образложи тоа. Да, го слушам. Го образложи. Не се согласувам. Ја немам печаток дека е она нешто антимакедонски или тоа е мој печаток и така значи, натаму. На мене да ја прелипаме сега бидејќи не е тука. Мора да кажам женицава. На мене тоа интервју предизвикало револт. И тоа сум го коментирал пред години кај Јанко. Сега што треба? Да останеме заложници на моето интервју кај Јанко пред години и на интервјуто на Ина? И да не соработуваме во интерес на македонската кауза? Ја тоа не го разбирам. Па само магарињата не се осознаваат и не ги менуваат и не се апдейтираат понатаму. Ја не можам да разберам како може да останеме заложници за некој недоразбирање што сме го имале ја и Мицкоски пред 4 или 5 години, ја и, не знам, некој си друг лидер, не знам, Јакимовски пред 8 години, или некој си друг лидер пред 12 години. Како може да останеме заложници на тоа? Ако во моментов препознаваме национален, каузален интерес за државата и за нацијата, врзани сме да постапиме по каузалниот интерес, а не по личните суети и личните омрази. И тоа не може да продолжат да го хейтаат македонските граѓани. Ма вие вика зборувавте ова, да зборувавме, да, точно. Што е спорно? Сите интервјуа се на YouTube ги има јавно што сме збориле. Но денеска ситуацијата се менува толку брзо.
од чекор во чекор, од момент на момент, да налага нови решенија. Ако пред 10 години било најважно дали Зоран Јолевски треба или не треба да фрли лопата во некој проект, господом како министер, денеска е многу... Тоа е неважно денеска. Уопште не е важно тоа. Ама денеска е важно ова што претходно ви го кажав. И се што треба ние да дискутираме за важности пред 10, 15, 20, 80 години. Ај за Милка Планинц да направиме муабет, и ако не ни се допаѓа некоја изјава на Лазо Колишевски, да заедно се скараме за Лазо Колишевски и да пуштиме Македонија низ вода, карајќи се дали бил Лазо прав или крив. Ја не можам да разберам поривот кај македонците секогаш да си наоѓаме основ да се разделиме, да се скараме, да најдеме причина да сме во перманентна македонска поделба и кавга. Не го гледам моментот. И да имаме различни мислења и денес, тука, ја и ти кога го говориме. Може да разговараме. Може да 5 сати разговор, ќе се согласиме. Ти ќе ме убедиш со аргументи, ја ќе ту со аргументи, ќе се согласиме. Може ќе најме средина. Ќе најме компромис. Вака, гледам, имаш доста коментари, предизвика внимание, затоа сум надоле, баш ги читам што пише. Па има и све и се што не е проблем. Да не ме фали некој. Замисли да те игнорира, тоа е пострашно. Најстрашно, нели? Да не реагираат. Вака, да се разбереме, ја примам цел живот па критики. Ова не е за тебе, ова е Ако за и да е за гледачите. мене, не е проблем. Ова е за гледачите, зошто ја не на гостите не им се спротиставувам со факти, не им контрирам. Значи, вака им викам, пеземеци, си имате новинари кои се трудат да извадат најлошото од гостите. И тоа е во ред. Ти си направил вака, вадење и така натаму. Мојот концепт 25 години не е сменет. Од гостинот ќе го вадам најдоброто, па макар Ал Капоне ми дошол. Фактите ваши, прашањата ваши, може би ќе ги прочитам, може би не, појма не. Не сум должен јас да ја бијам вашата битка. Тоа е мојот концепт. Лари Кинг прашај зошто, он ќе си одговори. Ако имате нешто меѓу две уши, ќе си донесете заклучок. Дали лаже, дали е паметен, дали е глуп, дали паметно збори, дали лошо збори. Дали ќе прифатите, не прифатите. Тоа е ваше. Нема јас да зборам у ничие име. Ни негово, ни ваше. Мое е да се кажат мислењата. Толку. Дефинитивно, дали имавте средба со ВМРО ДПМН и ја потврдивте коалицијата или тоа е се уште во некаков процес? Коалицијата ја потврдивме уште пред 2 недели. Не знам. Уште еден доказ дека не ги следам толку во ред. активно. Ама добро, тие активности не беа јавни. Не беа јавни, нели? Имавме неколку лидерски средби, ние двајцата со Мицковски како лидери на партиите, имавме неколку средби на експертско ниво, комисиско ниво, на кои се дискутира за елементи од програмата, платформата опозициона. Понудивме неколку решенија во разни области, пред се фискална политика, реформи во јавна администрација, антикорупцијски пакет, прилагање на бугарските услови од Европската преговарачка рамка, решенија, начини, како, што, отварање на тој пристапен процес со Европската унија. Од сите тие плејада разговори, констатиравме дека имаме многу што да сработиме заедно, се согласуваме за многу работи, за многу работи не се согласивме нормално. Ние како македонски концепт, фала му на Бога, имаме што да понудиме и кадровски. Ние во партијата имаме 20 академици, имаме преку 40 доктори на науки, имаме прекрасни кадри образовани луѓе, имаме прекрасни луѓе и со основно и со средно образование, ама еснаф луѓе, домаќини луѓе, честни луѓе, кои се сега нашата сила на терен во оваа кампања. Во овој момент, до сега Републичкиот штаб на македонски концепт мобилизираше 340 активисти, заклучно со вчерашниот пресек што го направивме,
Нашиот план е тоа да биде 10% од нашето членство или нешто над 500 активисти да ги активираме на терен. Започнавме со посета по македонските села прво. Бевме Битолско, бевме Струмичко, бевме Тетовско, Скопско, во подние оваа недела Кочанско, бевме Македонска Каменица и Виница. Задржи се на разговорите и програмата. Сакам да само да завршам ова имаме што вистински да придонесеме во оваа Те кампања. молам, Петар, тоа малце подоцна. Сега ме интересира за релацијата. Дали тоа значи дека мене се уште не ми е јасно дали ВМРО сигурно дали ќе излезе со заеднички листи или партиите ќе излезат со разни листи. Дали ќе бидете вие на листа, носител или ќе бидете дел од нивната листа? Ние пристапивме без уцени. Другите политички партии не знам како пристапуваат, меѓутоа македонски концепт настапи со проекти, со барања да влезат во владината програма, а не со места и со пазари, со барање на функции. Оставивме тоа природно да дојде според капацитетот и кадрите со кои располагаме, така да се вградиме во владините институции, односно во управувачките позиции во државата со цел да спроведиме од проектите кои ние ги предлагаме. Ако ние имаме најдобра идеја за Значи нема да бидете на заедничка листа. Не, ние не побаравме, ниту па ќе имаме наш представник на листа. Така, значи нема Дури ВМРО ДПМН немате амбиција за парламент? Не амбиција, имаме како не. Меѓутоа во овој момент таа е нереална ако се претвори во уцена. Не беше поентава ние да го оценуваме во ВМРО ДПМН или дајте ова или ние ќе правиме она. Не, тој не е наш пристап. Тоа е пристап на партија од минатото. Тоа е пристап на партии пазарџии. Немаме потреба ние од тоа. Јас сега денеска испраќав последни документи, очекувам да бидам промовиран во доцент, во професор на Универзитетот САД. Ја навистина немам потреба на никого за ништо да го оценувам. Врати се реченицава? Нема да продолжиш додека неа да објасниш. Значи очекувам да бидам промовиран, избран за доцент на Универзитет во САД. По која основа, што, како, за што се работи? Public management, веројатно таа област ја покривам и не можам да откривам детали ради деловно работење на самата постапка е таква, во таква фаза. Но, сакам да кажам, на мене не ми е тоа предизвик сега јас да утенувам некого, ај стајте ме тоа или јас ќе ви направам беѓа. Не, тоа не го гледам така. Зошто? Затоа што немам потреба да такви работи. Пак ќе повторам, ние сме во македонски концепт сите реализирани луѓе. Раководството на партијата се половина луѓе со сопствени бизниси, со докторски титули, со реализирани семејства. Не сме дојдени да се цинкараме како на пазар за позиции, за функции. Ние сме дојдени за да понудиме решенија за реалниот човек. И ги понудивме тие решенија и за многу решенија се согласивме. За дел не се согласивме. Во ред, ние ќе притискаме понатаму, ќе бидеме упорни. Да ги наметнеме нашите решенија за кои сметаме дека се подобри од тие на ВМРО ДПМН и на другите коалициони партнери. Пошто понудуваат и другите партии. Препоставувам идеи, валја не збора само за кадровски решенија. И така, водејќи ги преговорите, мислам дека и во ВМРО ДПМН беа изненадени од нашиот пристап во таа смисла. И пошто се навикнат очигледно некои партии кои доставуваат само списоци со фактури, јас ги викам за пазар. Не, ние не пуштаме фактури за пазар. И сме горди на тоа, затоа рековме сме партија од народот. Нас не регистрираше ВМРО ДПМН. Нас подписи ни собра народот. Сами се регистриравме. Народот ни плати регистрацијата. Ние од никого не зависиме, слободни сме како птици. Пари странски немаме, пари домашни немаме, од никого не зависиме и нема кој како да не уцени и делуваме уникатно во интерес на народот и во интерес на македонската кауза. И во овој момент постоеше една голема опасност.
еве ако прашувате за мојот личен момент, зошто прифатив коалиција со ВМРО ДПМН и јас како лидер на партијата, кој бил најнавредуван и најпонижуван лик во земјава од ботовите и од центрите на ВМРО ДПМН. Зошто прифатив? Според анкетите, потврдени и од владеачките партии, ние се движиме од 1,7 кон 1,9% рейтинг. Над 2,2, 2,5... Имаш бољи рейтинг од мене. Браво. Озбилно. Не знам како е тоа. Се шегувам. Под 2,2, 2,5 рейтинг, тешко е да се факторизира пратеник. Тоа значи дека Петар Богојевски како носител на изборна единица 1 може да освои 7800 гласа и да му недостасуваат само 200 гласа, па може и 20, да не стане пратеник. Но со тие мои над 7000 гласа, по тие анкети, најдобри стоиме во Кец и во Петка. Во четврка делимично, во другите сме послаби. Тие анкети, ако јас со тие гласови не факторизирам ништо, а му скинам на ВМРО ДПМН и на опозицијата општо, 2 пратеници, со тоа на власта сум им поклонил, нели врзани садови, Донтов модел, сум им поклонил 2 пратеници плюс. Тоа значи дека 4 пратеници разлика сум стопил помеѓу власта и опозицијата. Значи дека сум сработил за власта, за Газда Али, за Дуј и неговите СДС измеќари. Да, обично е така. Тоа е така. Не обично, туку така е. Тоа го видовме 2020 година. Така. Мојата намера не беше таа 2020 година. Мојата намера беше, јас бев убеден дека граѓаните ќе ни дадат некој мандат и шанса како граѓански листи, како независни кандидати. Имавме 20 професори во факултети, носители на листи. Да, ама имаше... Очекував граѓаните... Ама имавте доста хейтови едни спрема други и тешко беше дека тоа ќе се надмине Јанко, туку тоа така. беше Донхикотска битка, кога и СДС и ВМРО не мелеа. Не мелеа како, оние знаеш машинчињата што ги правише им вероџа за мелење какао и кафе. Е така не мелеа нас на терен. Они се пресилни машинерии, со преголеми центри за комуникации, и јас затоа имав направив еден прес дека СДСМ и ВМРО ДПМН се исти 2020 година, бидејќи методите беа исти или слични кон нас. И се ми викаат, ти гледај што си зборил тоа за ВМРО. Да бе, сум зборил и што? И што? Таа беше состојбата 2020 година. Да не треба ти се празна случајно нешто. Така мислев, така кажав. И што сега? Така чувствував. Така беше состојбата 2020 година во кампањата. Но што се случи? Не само што не добивме мандати. Ајде го падна системот, имаше фалсификат на избори, ама тоа кога го зборувам, ќе речат овој говори на заговори влегува си молчам. Не ме интересира. Нема да го збориш? Не. Добро. Се случија тие избори. На крајот испадна дека ВМРО ДПМН изгуби пратеници на едно место за 100, на едно место 17 гласа, мисля че беа. Што сме направиле, само сме помогнале да продолжи заевизмот да постои, да функционира. Да го повторам делото. Еве, ако ние како граѓанска листа тогашна, несвесно или свесно, сакавме да бидеме во парламент, сакавме да успее граѓанска листа, сакавме да влезат народни пратеници, граѓански пратеници, без политички партии. Народот не сакаше такви како нас. Народ сака политички партии, очигледно. И сега јас треба да сум само магаре, не ги учи претходните лекции. Јас се треба волни сум да не ја научам претходната лекција. И треба да ја повторам после 4 години истата лекција. И треба да го продолжам за евизмов. Сега имаме дупло, не 100 дупло појак рейтинг, како македонски концепт, како партија, веќе организирана со 7 регионални, диаспората имаме регионален тим, со општински тимови, координатори со све. Се сме 100 по 2020. Значи може да направиме 100 пати поголем проблем. И сега ако лекциите во Америка многу битна лекција е тоа, да научиш како се беше на Не знам на што мислиш. Па ако во битка најмногу ранети војници имаат во рамо, после 3 дена војниците добиваат надграба на елекот, нов штит на рамото. Учат од минатото, учат од лекциите, учат од она што се случило. И во апдейтуваат, менуваат, создаваат. Затоа се тоа што се. И сега ние што треба сега? Ние само да се повторуваме со исто тоа што се случувало до сега и да не се апдейтираме. И затоа, тоа е мојот личен мотив, еве да го кажам, кај тебе го избрав специјално емисија, тоа е мојот личен мотив.
да не се случи со ни еден милимикрон да наштетам на македонството и на македонската кауза. Се одлучив на своја лична штета. Се повлечам од пратеник, може да станам пратеник. Македонски концепт исто така претрпува штети од таа коалиција. Најмногу губам јас македонски концепт. Но одлучивме да одиме така. Во интерес на македонството и на каузата. Мислам дека поприоритетни се од нашите интереси. Многумина не хейтаат за тоа. Ако смета дека е тоа грев, ја викам па ја раснете. Пак ќе ти кажам. Не е убаво чувството кога те хейтаат и така натаму, ама па ја викам уште пострашно е да те игнорираат. Ја имав некои гости во изминатиот период, иде стрим, 1-2 коментара. До сега ја гледам само на едната страна преку 30 коментара. Не е битно што се хейт, али добро, не е битно, не мораш да ме слушаш. Вака, ова беше само констатација, те молам, сега идеме друга тема. Добро. Како го гледаш, бидејќи кажавте дека не ве интересираат функции, не ве интересира позиции, не ве интересира, имавте една реченица. Не интересира, во која смисла интересира? Сега да не го вратам, имаме топ решение. Да не го вратам, Не зборовите ми ечат и дозволи ми да се ја завршам реченицата. Значи, рековте дека докажани сте како луѓе, не ви требаат функции, туку идејата и каузата. Тоа е една работа. Како тогаш го гледате, бидејќи хейтот не е само спрема вас, туку и спрема ВМРО ДПМН, кое еве сега најверојатно се приклучуваат други мали партии, што не е нешто невидено низ историјата. Груевска беше исто така најситни партии, луѓе партии ги привлекуваше, сметаше дека треба да се обединат. Бил присутен. Така да ме интересира, но Мицковски излезе кој рече мора да се прифатат одредени услови. Еден од условите беше, не го следам детално, прво е програмата која изнесоа како беше 1198. Платформата за која зборевме, опозиционата платформа. И второ беше безусловно укинување на балансерот. Ако вака добро го следам Мицковски што кажа, и мене ми се допадна тоа. Како ги коментирате, значи, собирањето на помали партии и условувањето, што треба да се прифати за да се влезе во коалиција со ВМРО ДПМН? Тоа е наше дело, заедничко дело, како да кажам. Укинување на балансерот ние го збориме веќе години, како и движење граѓанско и како партија. Тоа е суштината и на нашата програма Рестарт за Македонија. Се согласиме за тоа прашање веднаш, што е на првиот ден, на првиот состанок. Проширување со партии, ние се убивме од рилсови, од видеа снимање, од апели за проширување на партиите. За жал има партии кои се има партии кои дојдоа од власта, преминаат во опозицијата и не ставаат нас несрекно во тој пакет, ние не сме во тој пакет, ние не сме никош во коалиција со СДСМ и со власта. Ние сме шиканирани, толчени, тепани од оваа власт. Некои беа директори, пратеници, така натака, советници, така натака, уживаа во претходната власт, но тоа не е причина да не се обединуваме. Тоа што ние сме се избрале да трпиме ќотек од СДС години, тоа се бил наш избор. Сме се избрали и сме го истрпиле ќотекот. И уште трпиме. Ама не е фер. Се љутам за тоа. Кога не ставаа во пакет и има неколку медиуми, неколку новинарски куќи кои викаат премина од водејачката екипа, македонски концепт од СДСМ коалиција премина во ВМРО. Треба си лут да го збориш тоа како новинар. Треба ти фали нешто или да си платен тоа да го збориш. Македонски концепт е една година и пол партија. Прво нема со која да бидеме во коалиција. Второ, не може да толку да немаш познавање дека ние сме цело време против СДСМ. И како граѓанско движење и све. Целиот мој живот работам против СДСМ. И тоа е многу вулгарно за мене и навредливо кажано. И да тоа реагирам жестоко. Тоа не го прифаќам. Се друго прифаќам да разговараме. Нема услови во ВМРО ДПМН, си имале разговори.
Платформата е тоа што го зборевме цело време, широка опозициона платформа. Платформата ја промовираше лидерот на опозицијата Мицкоски. Во неја сме вградени сите со идеите, со ставовите. Пак ќе речам, ние имаме решение за поинакво финансирање на ФЗО. За тотални реформи во здравството. Ние имаме и кадровско решение кое може да ја спроведи таа реформа на ФЗО. И доколку владата сака да спроведи тој елемент од својата програма, ќе го вгради таму нашиот кадар од ФЗО. За во ФЗО. Значи, на тој начин ние може да разговараме за позиции, за функции. Ама не тој да остане таму, битно е секретарка да има, може да се жени со секретарката, една кола да му дајме и да се шета. Туку да го сработи проектов и да во рок, по предвиден динамичен план, и да се повлече таа позиција на крајот на диштата, кој ќе ја заврши работата. Ако е добар менаџер и треба дополнително менаџерство, може да стане таму. Ја мислам дека во оваа земја мора да се вгради јавното предприемништво, односно менаџерскиот елемент на јавното предприемништво. Професионален менаџер влегува во X предпријатие со претходно дадена програма и план за негово целосно ревитализирање, или укинување, или расформирање, или надградување, или трансформирање, не е битно која е политиката на владата. Го завршува тој проект и од тоа му зависи неговата кариера понатамошна. Дали е успешен менаџер или е гола вода менаџер? Петар, или ќе го спроведиме тоа јавно предприемништво во реформите на јавната администрација, тоа е наш проект. Немој сега као Путин На македонски со концепт? Такер Карлсон да ми држиш лекција, молим те. Немам толку време. Па сега ќе ме трпиш? Ќе- Си ме викнал, ќе ме трпиш? Не. А. Ќе те трпам кога ќе биде у кампања и овдека под тастатурава која ќе видам едно стотче, Како вака, викаше стече? легнато. Вика, еден бугарин земал мито. Градоначалник. И стилот му бил да стане на столчето и да му ставиш плико на столчето. И кога ќе седне на столчето, ако јако го надени, Го осете, го да. осети јако, Да, добро. така туцето, Добро. ако не вика, ова малку тенкичко бе, тенкичко не може, разбираш? Ако, Така да, и ти да не сакаш ако ќе на го примам, столчето, ќе го примам, милионче, знаеш како примам? немаш проблем. Да, нека не глумаците ќе значи- примат. значи Ме интересира, мојата- моите прашања се следни, ова Повели. што е од мој интерес и од интерес на емисијата. Повели. Влегувањето на бугарите во Уставот. Кој ќе биде концептот? Дали ви е познат што ќе постапи и како ќе прави ВМРО или како ќе се реши тој проблем, таа уцена за влез на бугарите во Уставот. Инаку, ако не се лажам, бугарите веќе влегува во Устав во Босна. И тоа имам нешто разбрано, ама не сум сигурен дали е дали е кромит и веста или е Затоа фрилна. Босна отвори преговори со Европска унија. Тајната на успехот во ЕУ е бугари да прогласиш земјата. Ја поставив прашање, ако сакаш одговори, Ќе ти ако одговорам, не, да. идеме на следното. Не, ќе одговорам, сакам. Ништо не мораш да Не, одговориш. сакам зашто има доста шпекулации на темата. Тука со ВМРО ДПМН не сме согласени во целост. Ние сме за граѓански устав. Решението наше е тоа. ВМРО ДПМН е форсира едно друго решение. Решение на промена на уставот со одложена примена. Значи, амандманите кои ќе се усвојат на постоечкиот устав да имаат одложена примена во нивните завршни одредби со влез на Македонија во Европската унија. Како би го решил ти овој проблем тогаш? Кој проблем? Како ВМРО-ското решение Не. или концептуалното решение? Ќе ги прашам ВМРО. Концептуалното решение, македонски концепт. Како да се реши да се Граѓански надмине устав. проблемот? Целосно нов устав, граѓански устав без етнички заедници во него. Ова Како убаво грчкиот звучи. Ова убаво звучи. како грчкиот устав. Што мислиш може да помине? Да, ја обате се согласни, Таравали даде изјава дека тоа е решение кој треба да се разгледа сериозно. Професорката Давкова Што исто значи така. тоа? Нема да има македонци, албанци, срби, тоа ќе биде граѓаните на Република Не граѓани. Македонија. Не. Тоа Не, ќе не, ќе станеме северџани така. Не. Па ние сме веќе северџани. Не, мора да стои. Сега сме северџани. Добро. Сега стоиме Кој граѓаните. Сега стоиме граѓаните на северна. Тоа ќе стои граѓанскиот устав, ќе стои македонските граѓани.
Така ќе почнува. Ние, македонските граѓани, постигнавме договор да ја конституираме оваа држава како република на сите граѓани, без разлика на етнички, верски и други типови убедувања. Тргнувајќи од историската борба за социјална и национална слобода на македонскиот народ, од манифестот на македонското востание, манифестот на Клучевската република, ќе ги вратиме сите документи што Зајко ги избрише од Асном во Уставот. Сите до еден ќе ги вратиме основните документи. Пропуштени историски документи ќе ги внесеме што се пропуштени во претходните устави. И го затвораме тоа прашање и оваа држава ќе биде држава на македонските граѓани. Океј. А македонскиот народ и борбата за национална држава и слобода и социјална слобода, меѓу кои сите етникуси тука, останува евидентирана на крајот на лиштата оваа земја е матична држава на етничките македонци. И бугарите викаат, океј, ви честитаме. А нема што да викат тие. Абе, Мора да се пушти ме согласат. да, абе, аман. 2 сати имам, морам да ти поставам Добро, прашање. повели. Или ако сметам да си одам. Не ме провери. Ево, повели. И бугаринот ти вика, браво, честитаме на граѓанскиот устав, thank you and fuck you. Не даваме согласност Не за може, престапните. Ау, не може. Не може. Ајде де, шо не го дадо, чим не може. Зашто таков е нивниот устав изваков. Пишуваат ние българските граждани. Им се може. Им се може. Еве, ни го прават 2 години. Не, Ја ќе ги убедам не да може. Ја ќе ги убедам да го прифатат. А ти ќе ги убедиш. Како ќе ги убедиш жите? Јас сум мртво сериозен. Добро, како ќе Многу идеш? миле ако викав дека ќе обединуваме опозицијата, ми се смееа. Добро. Вика тоа е забега. Не знаеш што зборува, човеков не е добар. Кажи ми како ќе ги Снимив еден убедиш куп, бугарите? слушаме се, снимивме еден куп рилсови за обединување на опозицијата, се смееа будалетинки. И кога завршивме работата, истите будалетинки хејтаат зашто сме ја завршиле работата. Па нели беа тоа соништа. И соништата ги преточивме во реалност. Сега будалетинки нешто ќе се смеете. И исто кога го викам ова дека јас бугарите ќе ги убедам за граѓански устав, сај ти ќе се смееш, друг ќе се смее. Ако нека се смеат. Добро да Јас тоа ја ќе го завршам. Знам како. прво, знаеш што, не се прифаќам. Да, уствари, фала ти. Тоа е Се решение сме- на Европската Знаеш што, унија. комплимент ми е Тоа кога ќе ќе ми добие- кажат дека сум будалетинка Не, ти бе, и ја останав 25 години Ама не, будалетинка ти и реков ќе тебе дека останам. будалетинка се? Се шегувам. И Морам се да ти исчешам. американците ќе дадат со двете раце подршка на таков устав. Пошто тоа е согласно конвенцијата за на САД. Целосно согласно Копенхагенски критериуми. Исто решение како во бугарскиот устав или конституција. Не може да дадеш забелешка на нешто што го имаш ти дома. Прогласено како најдобро. Решението е затворено и решено. И на тој начин ние ќе ја завршиме работата. Меѓутоа, тешко оди, дел не обвинуваат луѓе, меѓу кои ни за хейтери, дека сакаме да ги бришиме македонците од македонскиот устав, единствениот документ кај што сме постоеле. А напротив ќе ги засилиме, ќе ги заштитиме, тоа ќе биде бетон. Тоа не бетон. Тоа Како ќе по биде- тебе ќе звучи? Да не звучам како зајко, тоа ќе биде не бетон, него тоа ќе биде, како кажам, нешто што го имаат французите, нешто што го имаат американците, нешто што го имаат грците, тоа ќе биде. Како по тебе ќе звучи реченицата прво од нашиот устав? Дали имаш представа некоја, парафразирано? Го објавивме комплетно. Добро, повели, прочитај. Само ако го Кажи го. најдам се едно чајите. Ќе почекаме, ја ќе пеам, дај микрофонот. Strangers in the night. Знаеш ли дека кога почнав да ја пеам песнава на устав, добивме прекин на чекај сега малце Ано ти забавна пауза. Ано ти Facebook Еве не, тија. не пресече. Еве ти ја прембувата. Да. Пресече ради Повели. ради Оти пеа, да, вика немаш права за песната. А ја исти Синатра, ја и Синатра, што да ти кажам? Па тука сте некаде. Да, да. Ти мило Ние, да бегаш. македонските граѓани, се договоривме да ја конституираме нашата татковина Македонија како самостојна, суверена, независна, демократска и граѓанска држава, република, дом на сите незини граѓани, без разлика на етничка, религиозна, полова или каква било друга припадност. И стремежот за зачувување на историското, културно, духовно и државно наследство на македонскиот народ и неговата вековна борба за национална и социјална слобода и државност
преточена низ државноправните традиции и акти на Македонското востание, Македонската револуционерна организација, Илинденското востание и Клишевската република, АСНОМ, уставно-правниот континуитет на македонската држава како суверена република согласно уставите од 1946 година до Декларацијата за самостојност, сувереност и независност на Република Македонија од 25 јануари 1991 година и слободно изразената волја на граѓаните на Република Македонија на референдумот од 8 септември 1991 година и Уставот од 17 ноември 1991 година, вклучително и Охридскиот рамковен договор од 13 август 2001 година, а пред се одговорни за зачувување и развој на соживот помеѓу сите етнички заедници, еднакви во своите индивидуални граѓански и човекови права и обврски кон заедничкото добро, преку своите представници во Собранието на Република Македонија, избрани на слободни демократски избори, го донесуваат овој устав. Ова е преамбулата. Предлог на македонски концепт. Ти благодарам за тоа. Тоа би... И со ова влегуваме во ЕУ, што би рекол Зајко за 5 години. Или Димче. Ова не е, ова е каначето. Чисто се сомневам дека албанците после све крв проплюка за да бидат ставени како конститутивен народ на оваа земја, не губат ништо. Ќе се сложат, нив им треба формата да довршам реченицата за да се затнам. Значи, моето мислење е дека албанците нема да прифатат затоа што нив им треба формата да стои името дека албанците се конститутивен народ. Исто и бугарите им треба. Повели. Албанците 2001 и 1991 барале граѓански устав, ваков устав. Веќе ја зголемуваат свеста дека ова е добро за нив, ништо не губат. Тоа е прва работа. Втора работа. Ами момченци, ако искаш, е работата. Сакаш да влеземе во ЕУ? Сакам. Вака ќе биде. Ако не, нема ЕУ. Дали ме разбираш? Не. И ние македонците знаеме да тропнеме на маса и да кажеме услови, да поставиме. Тоа ја не сум го видел во историјата. Ти не си го видел од овие зелкиве доста што беа македонски политичари, ама од нас ја видиш. Немој така зелки тебе. Денес подварок правевме неубава работа. Таков сум јас. Ако не чинам, нека не ме гласаат. Таков сум. И Арно велиш. Таков ме дал Господ, такви ме направиле мите со цена, тој сум. Како да ти кажам? Значи, тоа е условот на етничките македонци, кои сме 74% во оваа земја, за да влеземе во Европска унија. Точка. Имаше констатација дека и промената на името беше насилна и преизбрзана, бидејќи сега со дека целото оправдание беше во НАТО, ризикот по безбедноста на земјата, мора да влеземе. Ја останав искрено со чувство дека еве сега па со кризава Русија и Украина, дека ние ќе бевме примени по некој си, ќе измислеа некој начин и ние ќе бевме у НАТО и без да прифатиме промена на името. Нож со две острици, како? Нас делимично Русија ни стоеше зад грб за името во Обединетите нации во Совет за безбедност. Кина изгубивме со Циле Тупурковски Тајван признавањето и знаеш што ни се случи. Кина ни тури вето на сините шлемови, се повлекоа Обединетите нации од границата со Косово и овие племенските заедници не нападнаа. Ама тоа беше проект на Америка? Не. Далеко проект на Америка, да не навлегувам во тоа, ќе треба уште 4 емисија сними вечерва. Но, не и се. Доколку влезеше Русија во тој период во војна со Украина и ние застаневме вака што сега застанавме комплетно на страната на Украина, ние дополнително ќе изгубевме позиции за името. Можеше Русија да престане да признава името, например. Примерно, ако беше толку битно за влезе во НАТО. Иако сад го признаваше уставното име на Република Македонија. И Русија, и Кина, и 125 држави, колку беа. Ние имавме скоро мнозинство во Обединетите нации што го признава уставното име. Ние не бевме толку на колена и толку со потреба да го менуваме името, пошто зашто?
Каде е проблемот? Грците се народ кој научи од германците да прават држава. Зборам за новогрците, денешните грци. Не зборам сега за хајците, тебанците, не знам кој. Зборам за денешните грци. Они направиле тим, само 40 експерти по меѓународно право што го читаат секој ден по 10 пати договорот и што се менува. Кој договор? Нашиот? Преспанскиот. Пред да се подпише. А ние направивме, пративме едно момче, Да се подпише. не, себе залюбена, изгубена честитка. Многу ме е жал, ги почитувам, Изгубена честит. многу ги почитувам татко му и мајка му покојна, многу, до ден денеска, многу ме е жал за почина со жената. Татко му е жив, да поживее Господ го даде, го почитувам човекот. Меѓутоа момчево не е добар. Си земал тоа винцето во Атина, ми кажуваат овие американци, вика, си седеше, вика, Николче на тоа терасата со винцето, вика, глуми некој дипломат со рачето во джебот, врти винциња, глуми некоја си елита, пади сега, ропанчево, ќе му продават на кипарцине, на критјани, елита, ти се мова. Критјаните се елита и аристократија веќе 4000 години. Забегана работа. Тие седнале грците, читаат, пречитуваат, гледаат како да не заебат. Ние сме пратиле налбати таму, зајко не знае да чита. Не знае да пишува, тој и да го пратиш да чита, не знае да чита. Проба да пишува на табла, нели, има некоја промоција во образование, не знаеше се го напише името. Да не идеме толку ниско, нема потреба. Абе што ниско, вистината е таа. И што направија? Направија Преспански договор, кој не беше гаранција за влез на Македонија во ЕУ. Направија Преспански договор кој не е апликативен во целост. Гледаме кај не може да се имплементира сега. Знаејќи дека направија греф и донесија несходно, неапликативно решение, зедоа идиотите направија комисија на влада, која пред време Скрати го само. го имплементираше. Надвор од одредбите на Преспанскиот договор. Имплементира Северна, а во Преспански договор пишува дека Северна ќе се имплементира за внатрешна употреба после отварање на соодветни поглавја, 5 години после отварање на поглавја со Европска унија. Што значи дека се имаме состојба каде што Европска унија го суспендира Преспанскиот договор во моментов. Со самото тоа што Европска унија не отвара преговори со Македонија, таа мокри врз Преспанскиот договор, го повлекува подписот од нивните представници, од та Могерини на Преспанскиот договор. Тоа значи дека Европска унија ја принудува Република Македонија да го почитува дословно, принципиелно Преспанскиот договор и врз основа на постулатите и на одредбите на Преспанскиот договор, ние треба веднаш да ја суспендираме северна внатрешна употреба во Македонија. Океј. Веднаш. Кога македонски концепт имал министер за надворешни работи, ова ќе го направиме. Бидејќи сме ограничени со времето, да ја одговориме и на некои други прашања, мислам дека ја генерално ве прашав тоа што сакав да ве прашав. Сметате ли дека ако не се реализира влезот на бугарите во уставот и не се отпочнат преговорите, албанците, бидејќи реално веќе се вадат како никогаш досега карти на поделба на Македонија. Јас знам дека тука има многу блев за да се заплаши народот, да се принудат, да се најдат нови 8 пратеници кои ќе гласаат за уставни промени, но очигледно не им успеа. Ако не се лажам, притисокот беше голем и од амбасадори да ВМРО, ДПМН се поддршка вистинска. Да, и после испадна дека не бил ни француски, туку правен кај нас. Во секој случај Бугарија значи сметате дека нема да има некаква радикализација на терен. Бидејќи да не се лажеме. Македонецот е јак на коментари, ама ако му зазвечкаш со оружје е многу готов е. Да. Јанко, се стаписува. Јанко, само Ирми знае да пука, Петар не знае да пука, што мислиш? Имаме поединци храбри луѓе, да, ама... Ами вака се ти кажам нешто. Дали знаеш дека тоа албанско поведение го нарушува комодитетот на НАТО? Не, и го дестабилизира не јужното криво на НАТО? Албанско, зборам
радикални елементи Ама и ги од знаеме едната кои и се од елементите другата. се. Албанците си сакаат траат Премиерот- живот како што сакам и јас и ти. Премиерот Курти, Значи, дојде- внимавај како ќе кажуваш, не можам да прифатам албанците, тоа е премиерот генерализација Курти- лоша. Не се Ме плаши, разбираш? Не се плаши. Не се плашам ја. Премиерот Курти, Јас само поставам услови како ќе збориме премиерот овде. Курти дојде во Македонија со карта на голема Албанија. Сликана и пресетелката Вајбона таму со карта на голема Албанија. Со делови на сите соседни земји: Црна Гора, Србија, Македонија, Грција. Албанскиот корпус, кој е нелегална армија нели таму, прослави годишнина на армијата, на војниците им турија карти на голема Албанија. Замисли што ќе се деси након арама војниците, на ден на армија, 18 август, им туриме овдека карти на етничка Македонија. Може замисли што ќе се случи? Значи, албанскиот етнички шовинизам директно го дестабилизира НАТО и работи за Русија. Албанските политичари, во огромен дел се наследници на потеклото на Енвер Хоџа, на наследството на Енвер Хоџа, на измеќарот на Сталин. Албанците се најголеми руски измеќари на Балканот. После бугарите се разбира. Бугарите ги создадоа русите. Албанскиот етнички шовинизам е најголемата закана за НАТО. На Балканов, на јужното крило на НАТО. И тие закани, тие карти на голема Албанија, тоа притискање врз малцинствата, кај што има мнозинство албанско население, како Тетово, Гостивар, како косовските општини, општините во Црна Гора што се со мнозинско албанско население и така. Се причина, акција-реакција, ќе предизвикаат дестабилизација во 3 земји членки на НАТО: Грција, Македонија и Црна Гора, и секако и Албанија. Кај македонецот е впечаток дека се миленици на НАТО и на Западот, затоа што Македонецот се е- подготвени да им одиграат било каква партија Не. контра Не. Србија и контра Не. руското влијание на Балканот. А ние покажавме дека имаме поприлично проруско. Може да ги навредам србите, ама да не се наутат македонски срби? Без генерализација, дел од србите. Мора Добро. така заради Совет, Ај заради вака, дифузија. ги водат глупи политичари. Може така? Па тоа е, Да. види, Значи- истата работа и со бугарите. Значи вака сега. Со Бугарија. Бугарија не е проблем бугарскиот народ, туку бугарските политичари. Не, Бугарија е руска држава. Значи вака сега. Вака сега. Најсериозно и најодговорно. Македонците се жртви на тешка пропаганда. Ставајќи се сами против себе. Во моментов македонската држава обстојува благодарение на империјата моментална и незините пипци, тоа се вика НАТО. Ја се слагам. Ова е телевизија под американско знаме. А ако сакаш да се уништи татковината, биди шупелка и збори ми за Владивосток. А, А ако сакаш добро. во Тетово да се вее македонско знаме и да има вистинска граѓанска држава таму и соживот и убав живот меѓу македонците и албанците, да нема антагонизми, да нема ништо што би имало најмал сигнал за етнички шовинизам и за верски радикализам. Тогаш слушаме што зборувам и не си пука во глава. И доста со приказната американците не мразат, ги сакаат албанците, ја уништија Македонија, доста со тие глупости. И нека не ми кажуваат на мене Петко Трајко, ојле дојле, како јас да се понашам. Или ќе ме почитувате како лидер на партија, ќе ме следите, или ако не ви се свиѓаат, барајте друг лидер да ме следите. Не може да ми кажувате како јас ве водам и ви кажувам како. Зборам за моите членови и за моите симпатизери. И јас кажувам така. Ние македонците етнички сме 100% зад НАТО, имаме стратешко партнерство со САД, го обожаваме Вудро Вилсон, ќе го направиме улица на писателот Буш, на 20 писатели Буш, ќе направиме споменик среде партизанска, ќе ја преименуваме во Бушова, ќе има споменик на Џорџ Буш и по стариот и по младиот, ќе го викнеме по младиот на отварање на тој споменик по кој не по стариот, за жал, и така ќе ја завршиме македонската работа. Зашто мене ме интересира македонската кауза. Ме заболе за Москва. Ако ми ја скршиш масата, Ако ме разберат македончињава што му зборувам. Ако ми ја скршиш масата, нова ќе купуваш. Ќе купам. А ако не ме разбираш што ми зборувам,
нека продолжат. 2000 евра. Ако не ме разберат кај што зборувам, нека продолжат како до сега. Петар, Нека продолжат, газдајди ќе ги научи подобро од мене. те разбирам, у интерес на времето те стишувам. Не, да расчистиме Дали работа. имаш Да дали немаме имаш дилеми уште- за ставовите. Дали имаш уште нешто во врска со да разјасниме? Дали на избориве ќе има да се гласа за македонски концепт, дали ќе имате Да, ќе листи? бидеме на гласачкото ливче, да. Ќе бидете на гласачко Да, ливче. да. Во кои изборни единици Сите ќе биде? 6. Сите 6. Да. Така. Дали вие ќе бидете носител? Не, не. Нема да Не, бидете ние, вие на не, листа? ние ќе бидеме Ти? заедно. Не, ние ќе бидеме заедно со листите на ВМРО ДПМН, не таа коалиција. Добро. Сакам да отворам, имам многу коментари, ќе ги пририпам овие што се Има ли хейтања. нешто битно прашање? Значи, И ти го одвои до сега прашањата. вака, не можам сега, морам да се свртам кон Добро. компјутерот. Ако слободно, слободно. Ти ќе бидеш у кадар, Ако ќе нема мора да проблем, ме да. тргне. Сакаш да си зборувам или да си пеам? Па ќе ти го сипна видеото. Вака, Ќе рече тоа Васка Илија пее нешто. не е заштитена правата за Васка Не е, Илиева. добро. Не. Сакам друго да те, значи ќе ги поставам прашањата, ако има прашања, Тоше покоен. но нема да одим, нема да ги поставувам хейтањата и тие ќе се стојат Слободно, така што се слободно, нема теат. не мислам да Не, ништо. ама мене не ми Тоше- од интерес. тоше покоен, проевски. дали имате уште нешто да додадете во ова што програмата, да мотивирате, за да имам време да ви ги прочитам Може да прашањата. кажеме- Држи кадар и него менјај, него вади од кадар. Може да кажеме клучни работи околу реформите на јавната администрација. Она што е клучно за нас и во платформата на целата опозиција што обединуваме е таа администрација да престане да измислува директорски места за незадоволни партиски активисти, посебно од албанскиот етнички кампус, и подитно тие 1340 институции да се намалат на прв чекор до околу 1100, втор чекор да паднат под 1000 и на перспектива да дојдат до оптимални 890 институции. Зошто викам 890? Бидејќи има дел институции кои не може да се спојат по природата на нивното работење, ради check and balance, постојање на некаков тип македонски. Не е тоа како во Америка или други земји на Западна Европа, но нешто мора да се почитува, а да се надгради и кај нас. Ние, да сакам да ви кажам, може ќе се чудите, немаме пребројна администрација. Бројката на администрацијата падна последниве години. 120, не знам точно колку беше да не сгрешам, но мислам дека падна од 124.000 на 118.000 административци, по нешто се официјални податоци. Но и како обем во администрација ние не сме бројна, според број на жители на државата. Има од нас многу побројна администрација во Западна Европа, Данска, Финска, да не зборам други земји. Но ние сме екстремно сиромашна земја и бројот на јавната администрација е голем визави економската состојба, економскиот раст на земјата. Значи тоа треба да се реформира во целост, но на начин на кој никој нема да изгуби работна позиција. Но секој ќе добие обврска и работа и за нас е многу битен проектот дигитален шалтер, државен шалтер, кој до кој секој граѓанин ќе има пристап на наједноставен начин. Ќе поднесете барање до Министерство за правда во вашиот супермаркет, одејќи да пазарувате недела. Ќе поднесете барање до Министерство за економија во школото на вашето дете. Ќе поднесете барање за субвенции до Министерство за земјоделие на сред село во барака државна кај државен шалтер во некои од поголемите села околу или во вашето село. Значи тој државен шалтер, тој проект е клучен за квалитетот на животот на граѓаните и за реформа на администрацијата, значи тотална дигитализација на администрацијата по естонски модел. ВМРО ДПМН тоа мислам дека го прифати, мислам дека и самите го промовираа и мислам дека е веќе и промовирано јавно. За тоа немаме никакви забелешки. Друга работа која е многу битна е трансформација на јавните предпријатија. Јавните предпријатија се дуво на криминал и корупција и има една партија лажна, што се вика Левица,
со едно момче кое појма немал право, а ми вика дека е професор по право. И он вика, ние ќе ги зголемиме јавните предпријатија и ќе ги зголемиме, како викаше, државните фирми. Тоа се ноторни глупости, бидејќи јавните предпријатија, зголемување на јавни предпријатија значи поддршка на криминалот и корупцијата, заселување, мултиплицирање. Нашата идеја е да направиме рол модел на едно предпријатие, тотална реформа, по методот на менеджерскиот договор и по методот на учинок. И ако тоа успее како реформа во првите 6 месеци, тоа ќе се мултиплицира на останатите предпријатија и ако тоа успееме да го направиме, верувајте, од списокот на јавна администрација ќе симнеме една огромна бројка на административци кои сега се сметаат за јавна администрација, а тоа ќе бидат јавни службеници кои ќе си го заработуваат лебот сами и ќе бидат горди на тоа што го работат и граѓаните ќе добијат вистински јавен сервис и јавна служба за која плаќаат, нели? Државата нема пари. Се е твоите парите од данокот. И ред вакви проекти, можам да изборам до Сабајле ако сакате. Тоа Ти е избори до Сабајле, ја треба да ја угаснам емисијата. Да, тоа е нашата желба, тоа е нашата намера. И за тоа бараме подкрепа од граѓаните. Колку мислите дека опозицијата места ќе освои на овие избори? Јас навивам за 61. Реално ли? Реално е, да. Ако биде помалку, што мислите како ќе идат тогаш гласањата? Коалицирањата? Ако биде помалку, Господ нека ја напомош на Македонија. А ќе бидат помалку? Не би требало. Мислам дека во кампањава ќе ги јас одам на терен. Можат ли да се надминат разликите и антагонизмот помеѓу левица и ВМРО ДПМН, па да се формира стабилна влада? Има два проблеми кои се сретни со луѓето очи во очи. Устрамени СДС-овци од својата влада, ама им е срам да пристапат кон опозицијата, нека не се срамат, ги охрабрувам. Подадена му е раката од нас. Не сгрешивте ништо што сте гласале некојаш за СДС. Зашто ќе треба да одговара оваа власт? Дојдете да соработиме, да ја спасиме државата. Вториот проблем. Огромен број од граѓаните што ги сретнувам. Не сакаат да излезат на гласање. Тоа е најголемиот непријател во моментов нас. Мислиш дека ќе има бојкот на гласање? Огромен процент не сакаат да излезат на гласање. Со тоа му ја давате власта повторно на газдаји. 20 години оваа земја е клетка газдаји ради тоа бојкотирање на македонците на гласањето. Милион македонци, не дремете, излезете на гласање, да го факторизираме вистински нашето влијание во македонското собрание и со тоа веќе да започнат процесите на градење на една вистинска, модерна, европска, демократска држава. Тие два проблеми, одам на терен, не ме мрзи од човек со човек да разговарам, искрено. Ми помагаат луѓе што да бидам покомотен во движење, да можам да подам во ист ден во 5 села, да не е едно село. Зашто јас не сум исто Петар Богоевски од пред 20 години, не сум веќе дечко од 20 години. И јас имам ограничени можности да бидам функционален, меѓутоа ми дал Господ енергија доволно да можам да објаснувам и на помали групи на луѓе. Организирајте се, 5 души, 10 души, не е проблем. Доаѓам кај сакате, на која сакате точка во Македонија и дискутираме, разговараме отворено за се. И ќе ги убедиме луѓето масовно да излезат на гласање. Ако сакаат да имаме држава. Ако не заслужуваме држава. Нема да ви поставувам прашања, бидејќи Коментарите ги прочитавте? Дел од коментарите ги прочитав, ќе се ги прочитате вие. Значи немам некое конкретно некакво прашање кое би заслужувало некаква елаборација овдека, тоа се ваши некои Значи повеќе коментари се шумина. Ќе си ги прочитате. Ве молам да не ги коментирате во мојата емисија. Ја да ви се заблагодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. И ќе биде интересна оваа емисија, можеби ќе ја репризирам и во рамките на кампањата или ќе имате ново гостување. Зависи и од моите психофизички способности кои се драстично намалени
последниот период, но ќе дадам се од Од себе. оправдани причини, нели? Оправдан сакајќи. или не, тоа е фактот, не сакам да се оправдам, ама толку е, Така е. не можам више да трчам. Јас благодарам со такви ограничени можности што земавте обврска и реализиравте таква емисија. Особено интелектуално ограничени. Па не, Си правам право, хумор на меѓутоа, своја сметка, знам, остај ме. Меѓутоа, сепак човек кога има здравствени проблеми не е лесно. Надчовечански Јас сум бил напори. кај вас во емисија со здравствени проблеми. Знам, со инфарктот која Со беше. инфаркт, да, и инфарктот, значи, како да ви кажам, не е лесно, но сите во животот преживуваме, преминуваме преку премежје. Нека стои лошото зад нас, Господ со нас, да ги оствариме целите за кои сме тргнале. Или Благодарам. сме ки мислеле. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Не?